Каде завршуваат парите на граѓаните во спортот? Министерот за спорт Борко Ристовски мора да излезе пред граѓаните и да одговори. Распределбата на државните субвенции за 2026 година во спортот е скандалозна и отвара сериозни сомнежи за можни злоупотреби, селективност и корупција. Нема сегмент во државата која го контролира ВМРО ОКГ и каде не постојат сомнежи за корупција. Трета година поред, Министерството не објавува листа на корисници, критериуми, ниту методологија. Како е можно некој да добива пари, а да нема информација врз основа на што? Кога свесно се кријат информации од јавноста, тоа веднаш упатува на сериозни сомнежи. Ристовски направил скандалозна и нелогична распределба на парите. Например, во категоријата индивидуални олимписки спортови, највисок износ на спортски субвенции добил спортски клуб од спортско качување, втор највисок износ е триатлон, а трет е од бадминтон. Спортовите со континуирани меѓународни резултати и олимписки настапи, како теквондо, атлетика, борење и скијање, се помалку вреднувани. Дополнително, особено индикативен е случајот во кој клуб е седмо пласиран во ракометот и настапува во плејаут фаза, добива поголема финансиска поддршка од шампион во кошарка кој учествува на меѓународни надпревари. Ова е скандал со парите на народот. Клубови без значајни резултати добиваат високи суми на пари. Олимписки спортови со докажани успеси се маргинализирани. Седмопласиран ракометен клуб добива повеќе од шампион во кошарка со меѓународни настапи. Дали причината се кумовските релации на Борко Ристовски и дали тие се поважни од критериумите кои ги заслужуваат спортистите? Дополнително, ваквиот пристап представува директна дискриминација на спортските клубови кои со години вложуваат труд, постигнуваат резултати и ја представуваат државата на меѓународна сцена. Наместо поддршка, тие се казнети. Очигледно се фаворизираат партиски блиски клубови до Ристовски и ВМРО. СДСМ јавно бара итно објавување на сите исплати по клубови и спортови, како и врз основа на кои критериуми добиле пари. Државниот завод за ревизија да спроведе ревизија за последните 2 години на финансиското работење на Ристовски. Државна комисија за спречување на корупција да отвори предмет за утврдување судир на интереси. Незаконско работење, злоупотреба на јавни средства и фаворизирање не смее да се дозволи. Одговорност мора да има, спортот не смее да биде приватна каса на ВМРО ОКГ, ниту на Ристовски.